Утрото продолжува со Телма и до 11 часот траеме, ама во следниве 10 на 15 минути утринската тема ја посетуваме на Сдруженијето на лекари специјализанти. Оваа година го организира првиот национален симпозиум на млади лекари. Симпозиумот инаку се одржува на 10 и 11 во мериот Скопје и на дводневна програма. Своје предавање ќе имаат експерти од Македонија и предавачи од други држави. Она што би сакал само да истакнам е дека во рамки и во ЕК кампањата, ако не се лажам, и ти си важен, една убава едукативна кампања, меѓутоа, нели, здравието пред се како превенција и здравието на социјално ранливите категории на граѓани во фокусот на проектот И ти си важен. Така што ќе си кажам само добро утро за Александра Георгиева, специјализант на клиниката за кардиологија во Скопје и председателка на Сдруженијето на лекари специјализанти, и доктор Симона Сапунџија, специјализант на клиниката за увнос и грло и член на извршен одбор во Сдруженијето на лекари специјализанти. По втор пат, Александра, за прв пат. Ние често знаеме да кажеме телевизиско крштевање ќе биде за вас во утринската на Телма. Добро утро. Добро утро и ви благодарам на покана. Во секое време. Она што морам да кажам дека акцентот ми падна на очи, баш проектот И ти си важен, и велам еве за нашите сограѓани кои што не гледаат дека ова е кампања која што беше всушност евеќе воспроведена, и тоа, ако не се лажам, во различни градови ширум земјава. И можеме да објасниме потребата и превенцијата и неопходноста од истата. И ти си важен. Одличен е хајлајтот на истото. Да, проектот И ти си важен, имплементиран од страна на Сдруженијето на лекари специјализанти, е подржан и финансиран од страна на програмата преку Цивика Мобилитас. Трае веќе 10 месеци, досега се опфатени преку 4000 граѓани од најразлични социјално загрозени категории. Покрај бесплатните превентивни прегледи, кои што не се одвиваа само во Скопје, туку се одвива и во Битола, Велес, Мариовскиот регион, Дојран и така натаму, беше опфатен и едукативен дел во рамките на проектот, односно се правеше едукација на населението за нивните медицински состојби и начинот на кој што треба да се грижат за нив, да побараат соодветна медицинска нега и така натаму. Значи баш да им се обезбеди широк спектар на услуги, бидејќи утрово кажавме со Кати, например, колку што прочитав, кампањата вклучуваше за луѓе кои што за жал се соочуваат со дијабетот. Нели да речеме медицински помагала и така натаму. Ги детектирате, ги мепарирате баш лицата кои што имаат потреба? Да, значи имаме неколку пунктови во Команово, во Битола, кои што се фиксни, но дополнително за лицата кои што имаат попречености одиме и до домовите, значи како лица со церебрална парализа на регионот на Велес, кои што не се во состојба да дојдат до нашиот пункт. И тие се постојано, Александра, отворени во текот на годината или конкретно се најавува, пристигнува да речеме во таа и таа општина или град? Да, пунктот? Тие се со претходна најава поради организациони потреби, или треба да пратиме лекарски тим, опрема и така натаму. Проектот се имплементира веќе 10 месеци, навистина имаме позитивен фидбек. И сметам дека ваков тип на проекти од невладините организации се всушност суштината зошто постојат ваквиот тип на програми, како програмата на Цивика Мобилитас, да услугата дојде до граѓаните. Поради недостапноста на здравствените услуги за сите категории на граѓани, особено граѓани кои што се дискриминирани од типот на граѓани од ромската популација, во проектот беа опфатени и зависници на интравенски дроги, значи со помош на други здруженија кои што ги покриваат ваквите категории на граѓани, сексуални работнички, луѓе кои што немаат здравствено осигурување и не можат да се лечат во мрежата на здравствената нега во Македонија. Сепак и тие луѓе добија здравствена услуга, им беше направен превентивен преглед, кај голем дел од нив беа откриени некакви подлежачки здравствени состојби за кои што тие не беа свесни. Сексуални преносливи болести исто? Секакви форми, значи откривме хипертензија, дијабет, сексуално преносливи болести, третман на рани и така натаму и така натаму. И потоа нашите колеги во комуникација со здравствените домови ги препратија лицата како што тоа беше потребно за понатамошна грижа и третман. Имено, само да споделиме Симона и Александра, датумите, локациите за следни прегледи кои ќе ги имате како нели превенција, дали некаде ги објавувате така јавни гласила имате конкретно за да може да се информираат граѓаните дека денес, карикирам, пристигнуваме во градот Битола. Денес имаме пункт отворен за проектот И ти си важен. Да, на страната zls.com.mk ние ги објавуваме термините како месечен календар, каде ќе бидат нашите тимови, каде граѓаните може да се обратат. Најважно,
термините, поточно прегледите се бесплатни, Да, така? апсолутно, сосема бесплатни, анонимни, значи се пополнува прашалник од страна на лекарот, каде што стојат само иницијалите на пациентот, возраста негова и нормално подпис дека се согласни да им се изврши преглед. Имено, а дали имате можеби некаков имейл или телефонски број на кој што можете да речеме граѓаните да се информираат и да закажат? Специализанти gmail.com. Исто така повторно на веб страната zls.com.mk ќе најдат контакт, броеви, имейл, се што им е потребно. Имено. Покрај активностите кои што ги спроведува Сдруженијето нели на лекари и специализанти, најпрво ќе кажам бидејќи го видовме нели и банерот, поточно ли таа да речам фотографија која што го најави всушност и првиот национален симпозиум на млади лекари кој ќе се одржи на 10 и 11 во Мериот во Скопје. Како што најавив, сигурно на овој симпозиум ќе земат одлични говорници свое учество, поточно нели експерти во својот сектор, како и предавачи од други земји, што е многу интересно. Така што еве, може да најавиме за симпозиумот што ќе следува овие 2 дена. Горе-доле. Значи, вака симпозиуми во Македонија се одвиваат постојано. Меѓутоа, тоа се со насочени теми. Она што ние имавме идеја и она што ние сакавме да го направиме е да биде еден мултидисциплинарен симпозиум и нормално како Сдружение на лекари и специјализанти, главна целна група нас ни се специјализантите и младите лекари. Сега, симпозиумот, како и сите други симпозиуми, така и овој симпозиум, имаме веќе составена агенда од предавања, која што агенда деновиве ќе биде објавена на официјалната страна на симпозиумот, официјалната веб страна. Заради големиот број на медицински теми кои што ќе се обработуваат и кои ќе се дискутираат, поделени се предавањата во неколку сесии и тоа паралелно во 2 хали ќе се одвиваат предавањата. Со тоа што учесниците ќе може да изберат кои предавања им се од најголем интерес. Како што кажавме, предавањата ќе ги држат реномирани професори и асистенти, да, главно од медицинскиот факултет во Скопје. Меѓутоа, за оваа година, за наша среќа, имаме и предавачи од странство, и тоа имаме предавачи од Америка, од Австрија, од Босна и од Србија. Кои се топ 3 теми на кои што можеби најмногу се одвива во духот на самиот симпозиум и да речем и за годинешниот кој што го најавуваме? Како генерална тематика избравме да бидат ургентни состојби во медицината, значи состојби каде што ни треба итен третман и одлука од страна на лекарите. Многу често ние како млади лекари кога сме соочени значи со итни медицински состојби, доколку не се во рамките на нашата област, бидејќи знаеме дека имаме проблем, кај нас многу често пациентите лутаат и се наоѓаат во погрешна клиника, се повикуваат конзилиарни мислења кои што нели одзимаат време, ресурси и така натаму. И целта на вакви симпозиуми е да сите лекари без разлика на нивната стрикна специјалност бидат запознаени со најосновните ургентни состојби, да можат пациентите да добијат соодветен третман пред да бидат препратени во следната институција. Значи не е важно дали сум јас да речеме или во случајот како што сте вие, Александра, во делот на кардиологијата, да имате некакво познавање, малку повеќе, не дека не го знаете како ургентно да пристапите или да му дадете патоказ на пациентот, да речеме каде што е областа на Симона или нешто слично. Да, во принцип, да, тоа е идејата. Во принцип, така. Да, и главната цел нас ни беше да ја подобриме и да ја поттикнеме мултидисциплинарноста во лекувањето, во дијагностицирањето, се со цел нормално за подобрување на здравствените услуги. Не знам, обично сега нели симпозиумите се од карактер на луѓе конкретни најавени и така натаму. Меѓутоа, дали некогаш се случува симпозиумот да биде да речеме од јавен карактер, човек со граѓани да дојде и да ги слуша тие да речеме предавања можеби? Во принцип се од затворен тип, условно кажано, тоа е чисто од организациони причини, да, бидејќи нели халите имаат одреден број на капацитети на слушатели и вие мора да предвидите за сите лекари кои што нели имаат котизација да можат да го остварат своето право на учество на симпозиумот. Но Сдруженијето на лекари специјализанти континуирано креира настани за едукација, најчесто во соработка со некои фармацевски куќи или други здравствени установи. Таков пример беше со Филип II, односно Жан Митрев, каде што имавме јавен повик до сите заинтересирани лекари да се пријават на дводневна ехоработилница.
Таа се одвиваше во просториите на Жан Митрев клиник. Сите лекари имаа право бесплатно, без котизација, да учествуваат, да имаат хендзон едукација, да ги слушнат предавањата од реномирани професори и нели да го надградат своето знаење во дадената област. Кои други активности ги има Сдруженијето на лекари специјализанти периодов, освен или проектот кој што е со одличен работен наслов и ти си важен? Освен проектот и ти си важен, ние континуирано креираме настани за едукација, како што напоменав, настани за едукација за хипертензија, за дијабет, за хиперлипедемија и така натаму. И нормално, вториот аспект на Сдруженијето е подобрување на состојбата, односно на положбата на младите лекари и на специјализантите. Затоа сме во постојана комуникација со Министерството за здравство. Неодамна остваривме една работна средба со Министерот за здравство, каде што кажавме на некакви промени кои што се нужни во рамките на колективниот договор. Знаете, во Македонија има тенденција да ние ги менуваме програмите и нештата, но потоа многу ретко ги предвидуваме последиците кога ќе ги добиеме тие готови нови специјалисти. Да, имам чувство дека буквално како менување на чорапи кај човек, така се менуваат некои програми. Нема конзистентност и долгорочно за да видиме да го видиме крајниот можеби и позитивен епилог од истите. Да, Македонија како секоја земја нели која што е во период на транзиција има детски болести, а една од тие детски болести е дека најчесто нели со секоја нова гарнитура, без разлика дали станува збор за научна или политичка, се почнуваат некои нови политики, како и да е ние со моменталниот министар, значи доктор Фатмир Меджити, разговаравме за нели имплементација целосна на веќе поставените програми, односно промена на тој така наречен специјалистички, субспецијалистички бод, за да можат колегите да си го остварат полното право на плата, иако нели звањето од субспецијалист преминало во специјалист. Тоа е технички на хартија, но во реалноста има сериозни импликации. Дополнително разговаравме за потребата за координирање на специјализантите, односно на специјалностите. Тоа што ни недостасува и за тоа што добивме многу позитивен фидбек од министерот, што сме многу задоволни, е дека мора да се креира мапирање на потребите на државата, односно, наедноставно кажано за да не разбере јавноста, колку кардиолози на Македонија требаат, колку невролози, колку хирурзи. Не е фер ни кон државата, ни кон луѓето кои што плаќале здравствено осигурување, па ни кон лекарот, да се распишуваат нерационални специјализации и потоа на пазарот на трудот тие луѓе да не можат да го остварат своето право на работа. Да не забораваме дека освен образованието, најголем екзодус последните години мери и медицината, поточно лекарите кои што заминуваат нели за подобри услови да работат во земјите во Европа. Само за крај, во неколку секунди би сакал да прашам, ако минатиот пат Александра Сова се весимони од вашата пракса, кои се топ 3 најштетни се уште можеби навики со кои што се соочувате можеби од секојдневието? Знам дека во минатото наше гостување кажавте мал милион примери за луѓето кои што се соочуваат со проблемот со пушењето и така натаму. Човек кој што искочил, што се вели од операцијна сала, веднаш запалил цигара. Значи бак ми кажавте дека продолжа можеби голготата кај тука на колешката ќе дадам предност да говори заради спецификата на незината специјалност. Да, мислам дека има многу интересни примери на оваа тема. Еве, кусо Симона. Па добро, и од анкетите кои што веќе ги спроведуваме и од праксата која што секојдневно се соочуваме, гледаме дека покрај нездравата исхрана, покрај слабата физичка активност, пушењето дефинитивно е број 1 од штетните навики кои што ги злоупотребуваат нашите пациенти, граѓани на Република Македонија, и тоа може да кажеме дека според статистиките на Светска здравствена организација, Македонија е број 1, лидер е во користењето на тутун и на Балкан, па и мал милион други субститути кои што се мал милион. Она што ние сакаме нормално како здравствени работници е сакаме да посочиме дека дефинитивно откажувањето од цигарите е најдобрата работа која што може да се направи. Меѓутоа, мора да најдеме некое средно решение. Така е, ми вела дека тука мора да го заокружиме разговорот, да ви заблагодарам и вам, така што ви посакувам убав симпозиум. Потсетувам уште еднаш 10 и 11 во Скопје. Ви благодарам уште еднаш на поканата. Во секое време.